Од центар на Источна Македонија Штип стана дно, обвинен на прес ВМРО ДПМНЕ. Потврда за ова ти е најдоа во распределбата на средствата со кои ТАВ требаше да гради карго аеродром кај Сушево. Иако карго аеродромот беше предвиден за изградба во близина на Штип, при што Штип ќе станеше економски центар со огромна перспектива за развој, сепак со доаѓањето на животот тој проект сгасна. Средствата предвидени за истиот беа пренаменети за канализациона инфраструктура, меѓутоа владата вчера објави листа во која Штип не се вбројува. Сега, наместо на Штип, приматот во Источна Македонија е даден на Струмица преку доделување на $500,000 евра. Очигледно е влијанието на потпредседателот на СДСМ, актуелен градоначалник на општина Штип. Не само што Штип го изгуби карго аеродромот, туку доби и 0 денари од владата за обновување на водоводната и канализациона мрежа. Поради ова од ВМРО со директно прашање до градоначалникот Бочварски. Зошто Штип не се најде на листата за финансирање водовод и канализација? Дали има план за реализација и средства за финансирање на канализационата и водоводна инфраструктура ветена во неговата програма? Кога граѓаните на Штип ќе ги добијат европските животни стандарди? ВМРО ја промаши темата и нема поим за што зборува и што во државата се случува, возврти градоначалникот Благој Бочварски. Станува збор за средства од Министерството за транспорт и врски и ЕБОР, а не од карго аеродромот. Во тие проекти кои што тие ги објавија, општина Штип нема аплицирано, односно има претходно аплицирано до Министерството за транспорт и врски и има добиено проект за замена на водомерите, ако се сеќавате, од кои што ги има реализирано јавното претпријатие ИСАР, така што средствата кои што биле наменети за општина Штип се потрошени. Кога се станува збор за карго аеродромот, јас би сакал да ги прашам зошто кога има 10 години не го изгради или не се изгради тој карго аеродром во Штип. Очигледно е, јасно е, тоа е став на експертите кои што го имаат доставено извештајот од страна на ТАВ до владата, во кој што стои дека таму нема услови за изградба на карго аеродром. И во овој момент тие средства ТАВ има обврска да ги инвестира во Република Македонија и тоа ќе се случи. Општина Штип ќе аплицира со одреден покрупен проект водоводна линија до Министерството за животна средина, со што би барале да дел од тие средства се ги добиеме за изградба на линија 2.